Време е за промени во локалната власт за да се реализира нова визија за поинакво, посовремено и европско кочани, во кое општината ќе биде отворена за сите граѓани. Пред нас стојат многу проекти што треба да се реализираат за да се овозможи подобар живот за сите. Беше речено на митингот на коалицијата предводена од СДСМ, што се одржа на платото во трговскиот центар. Со огномен и аплауз пред присутните членови, симпатизери и други граѓани беше представена листата за советници на општина Кочани, при што носителот Томе Солевски порача дека завршува периодот на расипничко трошење на парите на граѓаните за непродуктивни цели. 8,5 години парите собрани од вас, од граѓаните, локалната власт ги трошеше како што сака. На прво место се ставаа себе си и своите семејства. Си вработуваа Снај, Керки, Зетовци. Местеа тендери за братучеди и делија со пријатели. Дури нивите со партици го кажуваат тоа. Епа, готово е! Заврши нивната ера за проневера. Нова ера не ни треба! Пред присутните на митингот, кандидатот за градоначалник Никол Чуилиев најави дел од проектите што ќе имаат приоритет во наредниот 4-годишен мандат. При тоа ги потенцираше гасификацијата, развојот на локалната економија, решавањето на сообраќајниот хаос, поголемото внимание за земјоделците, простор за лицата со посебни потреби, патики за велосипедистите, поддршка на спортот и културата и враќање на епитетот најчист град. Доста со тоа користолюбие и себелюбие, доста со нееднаквиот пристап, доста со притисоци и мобинг, да ставиме крај на своеволното трошење на парите собрани од сите нас, да се ослободиме од партиските стеги. Тоа што не сум политичар не го сметам за хендикеп, затоа што на општината им треба искрен и честен менаџер. Размислувам за проекти и прегнувам резултати. Локалната средина ја гледам како едно големо семејство, во кое секој е подеднакво важен. Предност ќе имаат знаењето и квалитетот, професионалноста и непристрасноста во работата. Сега е вистински момент да воспоставиме нови стандарди во работењето и живењето во нашата општина. На митингот зборуваше и председателот на СДСМ Зоран Заев, кој ги представи досегашните реализирани мерки на државно ниво, меѓу кои минималната плата од 12.000 денари, укинувањето на екстерното образование, укинувањето на радиодифузната такса, поевтинувањето на електричната енергија, исплатата на субвенциите на земјоделците. При тоа тој порача дека нова ера не се прави со старонови кадри за градоначалници, што ги нуди ВМРО ДПМН. Вечерва имам добри вести за Кочани. Никол Чуилиев Коле ќе биде новиот градоначалник на општина Кочани. И еве вечерва ќе кажам една тајна. Нашите анкети покажаа, без никакви дилеми, Николчо е најпосакуваниот кандидат за градоначалник од сите кандидати во цела Македонија. Во цела Македонија. Мудро биравме какви кандидати ќе испорачаме. И еве кандидатите се нафатија. Зошто? Заради тоа што се што имаат во градите е љубовта кон нивното Кочани. Јас знам дека заедно овие прекрасни луѓе од Советот, на чело со градоначалникот Никол Чуилиев, ќе направат Кочани една од најдобрите општини во Македонија, ако не и најдобрата во државата. На крајот од обраќањето, Заев ги повика граѓаните да и помогнат на Македонија да излезе од кризата во која длабоко е навлезена, со тоа што на 15 октомври ќе излезат масовно на избори и ќе го дадат својот глас за градоначалнички мандат на Никол Чуилиев и на листата за советници од коалицијата предводена од СДСМ.